Зијадин Села е последниот тројански коњ на Дуј со цел да се сруши опозицијскиот дух кај албанските гласачи во Македонија. Последните потези во Алијанса се доказ дека Али Ахмети се плаши дека по 2 децении ќе замине во опозиција, па со сите сили се обидува да ја растури Алијанса, чиј лидер реши да се приклучи на опозицијскиот блок. Новинарот Дженури Сенизалфа вели дека ова не е прв пат Дуј да користи вакво сценарио, така било и многу пати во минатото. Дуј секогаш имаше по некој човек тројански коњ што ќе ги разделеше или ќе ги распарчаше опозицијските партии и тоа му возможуваше уште повеќе владење на Дуј и сега последниот што му остана во овој план му е Зијадин Села по се изгледа за да го уништи опозицијскиот дух што превладува во моментот. Политичкиот аналитичар Агим Јонус за Алфа вели дека СДСМ дозволиле Дуј да стане главна политичка сила во Македонија. Дуј како тако не е газда на политичката сцена, Дуј е газда на Македонија. Кој тоа не го видел до сега, кој не го разбрал до сега, тој е кусоглед во делот на политичката обсервација. Сега, како ќе се одвиваат нештата, Господ на помош на Македонија. Последните политички случувања според него се доказ дека во Македонија нема политичка идеологија, туку се е во рацете на политичката мафија. Де јуре политиката е олицетворена во демократија, а де факто е олицетворена во политичка мафија. Значи, се што е поделено по принципот на едните се Корлеоне, другите се Гамбини, третите се Татаља, четвртите Дженовезе и се е тоа it's all about money на крај. Зашто? Затоа што уствари Македонија е едно огромно предпријатие во кое се поделени бизнисите, а не политиката како таква. Идеолошката матрица на политиката во Македонија не постои. И Сени смета дека е недозволиво и она што се случува со министрите Меджити и Алију. Вели техничкиот премиер не би смеел да менува функционери на предлог на Села, бидејќи легитимен лидер на Алијанса е Таравари. Ова е невидено нешто, да може да предложат една партија министри да разрешат легитимни министри предложени правилно, ова се случува само во Македонија, како може да предложат министри без согласност или без подпис од легитимниот претседател на партијата, но во Македонија се е можно, особено во ова техничка влада која што веќе на никој не му е јасно кој што прави. Инаку на предлог на Зијадин Села, техничкиот премиер Талат Џафери побара собранието да ги разреши Фатмир Меджити и Азир Алију, кои застанаа зад Таравари.